Како што веќе знаете и бевте соодветно информирани, во средината на месец април имавме спроведено едно пошироко анкетно истражување за да ги видиме состојбите во стопанството согласно на актуелните случувања во земјата. Согласно потребите да постојано ја следиме состојбата и бидејќи сме постојано и на терен и вршиме секојдневни консултации со компаниите од различни стопански дејности. И во првата недела од месец мај спроведовме едно дополнително консултирање и истражување меѓу компаниите членки. Она што може да се каже како една генерална оценка е дека засега во повеќе сектори како резултат на овие актуелни случувања немаме некој назаден тренд на активностите, односно оние компании кои што имаат стратешки партнерства и веќе склучени договори со партнери кои што функционираат долги години наназад, немаме најава за конкретни откажувања на склучени договори за соработка. Она што во моментов е позагрижувачки кај компаниите, тоа е резултат на оние најави за одложување и откажување на веќе најавени посети кои биле планирани за овој период и согласно кои сега не би можело да се очекува дека дополнително би имале склучувања на нови договори за соработка, односно веќе странските партнери поради моментот дека можеби нашите компании нема да можат навремено и редовно да вршат испорака на договорените производи и услуги, затоа и не се одлучуваат да ја посетат земјата и значи да се финализираат оние договори кои што биле планирани и биле во тек. Имаме различни состојби, различни движења во различни дејности. Конкретно немаме некои значителни поместувања во секторот градежништво. Тука се очекува дека, како што беше успешна 2015 година, така дека ќе заврши 2016 година, како во високоградбата, нискоградбата, веќе и во првите 2 месеци од оваа година има и 12% зголемување на издадените одобренија за градење. Слична е состојбата и очекувањата и во текстилниот сектор, затоа што веќе оние договори и спораки кои што се склучени значи меѓу домашните текстилни компании и странските партнери се финализирани за оваа сезона. Единствено доколку има некакви поместувања на пазарите на Европската Унија, што засега не се очекува, а имајќи во предвид дека 90% од вкупното производство е наменето за пазарите на Европска Унија, во тој случај нема да имаме проблеми ни во овој сектор, но повторно ќе кажам, доколку има некакви најави тука за откажување на некакви партнерства, тоа би можело да се очекува дури во 4-тиот квартал, односно после месец октомври, кога ќе треба да се склучуваат договори за нови нарачки.